Ви се најавија гости што ќе дојдат за 4,5 минути и не знаете што да направите? Имате среќа, бидејќи денес ќе направиме нешто многу брзо, брза пита што е еквивалент на фастфуд пита. Нема месење, нема ништо, само се мешаат состојки, се става во рерна, брзо добиваме многу вкусна пита. Почнуваме што ни треба, имаме све што ни треба тука. И овој пат ќе мериме, обично сте забележале дека во емисије не мерам, не кажувам колку, бидејќи оставам вие тоа да си го одлучите. Меѓутоа, ако работиме со тесто малце по-специфично, така да ќе искористиме една шоличка, 200 мл, и таа ќе ни биде репер за све што ќе ставаме во садчето. Ќе почнеме со масло. Ни треба 100 мл масло за овој рецепт. Ајде го маслото. Ќе ни треба јогурт. Земаме еден така убав голем јогурт. 200 мл, значи цела шоличка. Имаме убав густ. Кајмак. Го ставаме и тоа. 4 јајца. Ова е прашок за пecivo, тука има едно кесе, нас ни треба пола. Така да, пола ќе го ставиме. И ќе ни требаат 3 финџали брашно. Имаме бело брашно тука. Ќе се измериме во шоличката 3 цели финџали. Смесата малце ја посолуваме. И сега ќе ја филуваме питата. Имаме тука саламче, кој што гледате подебело исцецкано. Имаме и кулен, бидејќи многу ми се свиѓа куленот кој ќе се растопи какво убаво мрсничко пушта, нели сте јаделе пеперони пица. И имаме едно парче сирење. Сето тоа ќе го исцецкаме на парчиња и заедно во смешата ќе го промесваме. Ова го ставаме во плех. Ќе го намачкаме малце со масленце плехот и тоа се пече. Многу едноставно. Откако убаво го промешавме тестото, може филот да го дадеме. Земаме сесканите работи, директива ги ставаме тука. Повторно го промешуваме, го вложуваме тавчето со масло. Го ставаме, ја ставаме смесата таму, ставаме малце сусам да изгледа сето тоа убаво и едно 3-40 минути може би да се пече во рерна, или најубаво си знаете, бидејќи сите рерни се различно, земете една чачкалица, боснете го, ако убаво изливува чачкалицата и не се лепи ништо за незе, питата е готова. Ој, зидовите ќе ги намачкаме малце, да не се лепи, убаво да се сече потоа. Интересното е после што може да као сакате да ја сечете, може како баклава да ја сечете, може баш како коцки да ви излезе. Многу интересен рецепт, особено за сервирање.
И вака питата спремна за орерна. Ја оставаме да се попече. Видите што го излезе, директива од тасче, ни лепи ни ништо, само го ставаме на даска, го сечеме сега како сакаме, се ставаме на тањерче, послужуваме кој помини, замени, едно парченце, прегубаво. Брзата пита, вака наредена, најубаво иде со еден јогурт. Па да си ставиме. Па пријатно јадење и на здравје.